Драги гледачи, добар ден. По 1000 и не знам кој пут со вашиот репортер, од овие ексклузивни репортажи кои што ги обавуваме за вас да ви учиниме да бидете гледани со нас. И еве денеска по пут на овие странски телевизии како што има такви емисии од типот на Copy Action, Undercover или што викаме ние у Македонија полицајот со акции, уствари службено лице што обавува службена дејност во дадена ситуација службена. Денеска ќе присуствуваме на како органите од внатрешни работи присуствуваат у една акција кај што има некои активности попут тапсење и ставање лисици и слични активности, и за тоа денеска ќе поразговараме со овластеното лице тука и од малце поише ќе ни каже за овие активности. Добар ден, почитуваат колега, дали ќе... Потихо. За почеток, зашто вака клечиме да ни кажете? Слушај, затоа што е тајна акција. Значи да не ме видат. Јас стално кој идам у вакви акции клечам. Така да оваа акција денес е уствари дел од целата лепеза на акции што по налог на владата МВР ги спроведува во нашава држава, а целта на тие акции е дополнување на буџетот. Многу едноставна цел, многу корисна цел. Значи, као што ги казнуваме луѓето, кај стигнеме по семафори, по улиците, рековме, рече, милиарда казни измисливме. Ова е, мислам, една пикантерија што специјално ја чувавме за вашава емисија. Денес ки присуствувате на една акција како фаќаме блуд со малолетници. Драги гледачи, а ова све е за согласност во рамки на законот, што е? Па, нормално. Зашто блуд, драги гледачи, не знам дали знаете, тоа е сосема забрането да се обавува. Апсолутно, и казите се многу високи, мислам, а доста е зачестена оваа поја, мислам дека тоа многу ќе присобере вака парички за буџет и да се оправиме као држава. Драги гледачи, одиме веднаш со акцијата Клековача или Клек Екшн. Само потихо, идете по мене. Потихо. Ајде. Тргај тоа пиштол од теца се веќе ги извадиме од паметни се за вас тај џо. Вау, добро. По мене. Пазите ретровизор. Класичен блуд со малолетници. Малава гарант нема 18. И иначе блуд со малолетници значи сексуален однос со малолетно лице? Добар ден. Добар ден. Шо правите, бе, дечки? Нешто да си седиме. Сами у кола, у парка? Сами да. Ти шо правиш, дечка, тамо? Нешто, седам, чекам. Колку години имаш? 22. Девојче, дај ти лична карта да видам това. Немам. Како немаш? Па немам 18. А шо правиш? Си плетам. А ти, дечко, шо правиш? Па ја чекам за 15 минути ќе полни 18 и да и честитам. 2 години одиме да и честитам. Па гледаш, чекам од сега. Ке последите овде, ке бидете уште едно 15 минути, пола сат, ке биде. Добре. За балце, драги гледачи. Али малолета е, гледате за 15 минути. Тоа е. И сега? И сега, ништо за пола сат ке дојаме ги фаќаме живи. Абе, како за пола сат, па ја имам и други репортажи, господине. А осим тоа шо, за 15 минути не нема да биде она малолетна? А нема што џабе акцијава, мислам. Дојде вама да не е само со малолетници. Ти кажав ја дека ние имаме креативност невероватна. Значи, и да напуни 18 години ќе казниме за полов однос у кола. И за тоа се казнува, дечко, 1000 евра е казна, бе. 1000 евра? Нормално. Абе, добро, господи, јас знам дека секој динар е важен за буџетот, ама не ли е многу 1000 евра за секс у кола? Поглед многу, ама двајца по 500 евра им искача. Сега, ама ние не сме мутави. Сега многу е, ако го фатиш само кола, ама тоа ретко се дешава. Ако е сам 1000 дарче, многу е. Иначе двајца по 500. Добро, драги гледачи, ете, гледате, присуствувавме на лице место со првата Copy Action у таа акција Креативност без граници. Миле Паника за вашата телевизија. Пријатно. K15!